Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска ќе се обрати на третиот форум за културна дипломатија што се одржува во Собранието, под покровителство на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов. Форумот опфаќа неколку сесии, а третата, насловена Мали држави, големо влијание, ќе се фокусира на справување со глобалните предизвици преку мултилатерализам. Меѓу говорниците на форумот се истакнати меѓународни имиња како поранешниот чешки председател Вацлав Клаус, Волкан Боскир од Обединетите нации, Розета Епифани од Италија и Хенри Џонс од САД. Вчера се дебатираше за иднината на демократијата, при што беше нагласено дека културната дипломатија е клучна алатка за јакнење на демократските институции. Со мнозинство гласови, Уставниот суд ја укина примената на членовите 17 и 18 од измените на изборниот законник, оценувајќи дека тие ги повредуваат темелните уставни вредности. Председателот на судот, доктор Дарко Костадиновски, појасни дека станува збор за суштински повреди на политичкиот плурализам и еднаквите можности за учество на граѓаните во изборниот процес. Одлуката важи за идни случаи, додека претходните избори не се доведуваат во прашање. Судот предупреди дека моментално нема правен основ под кој независни кандидати можат да се пријават и упати итен повик до Собранието да интервенира и ја пополни правната празнина, со цел да се избегне понатамошно кршење на човековите права. Студенти и граѓани од четврток, 15 мај, ја блокираат судницата во Нови Сад, барајќи надлежните судии да одлучат по жалбите на одбраната за продолжување на притворот на 6 активисти обвинети за наводно поткопување на уставниот поредок. Протестите траат непрекинато, со смени и организирана дежурство, додека притворените се веќе над 60 дена без конечна одлука. Семејствата на активистите, меѓу кои и синот на професорката Марија Васик, која штрајкува со глад и жед, алармираат за недостапноста на информации за нејзиното здравје. И покрај намаленото полициско присуство денес, граѓаните остануваат решителни. На транспарентите пишува: Марија не бара милост, туку слобода за сите, а блокадата ќе продолжи се додека не се ослободат сите притворени. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп работи на договор со Иран што би му дозволил да развива цивилна нуклеарна програма без можност за збогатување ураниум, изјави државниот секретар Марко Рубио пред Сенатот. Тој додаде дека САД сакаат да му дадат шанса на Иран за мир и просперитет, иако процесот е сложен и чувствителен. Иранскиот заменик министер за надворешни работи, Казем Гарибабади, потврди дека Техеран добил предлог за нова, петта рунда преговори со САД, која се разгледува. Предходно, иранскиот министер Абас Аракчи рече дека датумот за разговорите е утврден и наскоро ќе биде објавен, додека Трамп изјави дека Иран треба што поскоро да се врати на преговарачката маса. Рускиот председател Владимир Путин ја посети Курската област за прв пат откако руските сили минатиот месец ги потиснаа украинските трупи од регионот. За време на посетата, тој се сретна со доброволни организации, го разгледа градилиштето на нуклеарната централа Курск 2 и разговараше со локални функционери, меѓу кои и вршителот на должноста гувернер Александар Хинштајн. Креми соопшти дека Путин бил придружуван од Сергеј Кириенко и дека наредил зголемување на деминирачките тимови во областа. Курската област беше сцена на најголемата украинска офанзива на руска територија од Втората светска војна, започната на 6 август 2024 година, при што украинските сили навлегоа со помош на дронови и западно оружје и контролираа околу 1400 километри квадратни.